25 нови пчелари кои беа дел од проектот BiEconomy денес ги добија потребните репроматеријали за работа. По подпишувањето на договорот со општина Неготино тие добија по 5 сандаци, центрифуга, димница, восок и други посетни репроматеријали и се обврзаа дека истите ќе ги задржат минимум 5 години. Претходно сите тие ја потенцираат точната локација каде ќе бидат сместени сандаците и се обврзаа да обезбедат непречена контрола доколку тоа го побара донаторот на опремата. Еве како целиот настан денес го види градоначалникот на Неготино господинот Ванчо Апостолов. Со проектот BiEconomy завршивме веќе на 26 минатиот месец. Денес свечено ја доделуваме опремата за секој од младите пчелари, од новите пчелари, кои сметаат дека треба да се занимаваат со ова благородна дејност и затоа секој од нив ќе добие по 5 пчелни сандака, една центрафуга, по еден димњак и останата опрема која е потребна за реализација на финалниот производ во пчеларството. Значи, со проектот BiEconomy започнавме пред 2 години и мене навистина ми представува посебно задоволство што еве на денешниот ден дојдовме и до финалето, бидејќи и патниот правец Горни Дисан веше, тие предвидени 430 метра веќе се асфалтирани и останатиот дел завршени се комплетно сите обуки и еве за на крај да на овие наши идни пчелари им подариме како општина Неготино опрема за пчеларство и со тоа здравје. Мислам дека пчеларството ќе го издигнеме на едно многу повисоко ниво за разлика од годините наназад, бидејќи кај нас во општина Неготино до некој степен беше развиено пчеларството, но и интересот е доста зголемен, бидејќи ние како општина сметавме дека покрај тоа што лозарството е најразвиена гранка во нашиот дел во Тиквешијата и во Неготино, има дел и овоштарство и пчеларството е составен дел на растителното производство. Знаеме дека нашите пчели се опрашуваат од растителното производство, односно го користат растителното производство за опрашување, а со тоа и финалниот производ, медот и останатите пропрадни производи на крајот се добиваат во тој дел. И еве и посакувам многу среќа и успешна реализација на комплетната опрема на сите пчелари, како постојаните 25 кои учествуваа претходно во сите наши фази од реализација на проект, така и на овие 25 нови пчелари кои ќе се занимаваат со оваа дејност во понатамошниот период. Веќе се во фаза на формирање на едно ново здружение на пчелари во општина Неготино. Сакаме да го брендираме пчелиниот мед од општина Неготино и сметам дека ние како општина секогаш сме стоеле за повеќе асоцијации, така да овој проект кој го веќе започнавме и во понатамошниот период ќе го следиме и нема да изостане поддршката и во било која фаза од производството на сите пчелари во општина Неготино. Колку пчеларството може да биде економски доходовна гранка? Па ја мислам дека може и тоа добро. А што за вас значат сега овие материјали кои што би требало да ви помогнат понатаму? Па еве за мене ја како нов, млад пчелар, мислам дека ми е добро дојдено да си почнам една своја дејност, да се занимавам и јас со пчеларство. И се заблагодарувам еве на цела општина, на екипата, на тимот, на се ова што се реализира за ние да денеска да дојдеме до ова финале. Кога може да ги очекуваме првите тегли мед од вашето производство? Да, па добро сега ако почнеме, мислам од година до година. Се надам ќе биде квалитетен. Да, ќе го пробаме.